Благодарам, председателка. Почитувани колешки и колеги, ќе дозволите, бидејќи ова е навистина значајна тема, не само за собранието, туку за граѓаните, да дадам една кратка ретроспектива, бидејќи темата за промена на изборниот модел е присутна во јавноста веќе неколку години интензивно. За потсетување, уште во 2019 во ова собрание се организираше иницијатива за една изборна единица во која учествува 17 пратенички и пратеници од различни политички партии и заеднички, еден од предлагачите и тогаш бев јас, како и сега, заеднички дојдовме до едно вакво предлог решение за промена на изборниот модел со една изборна единица. Она што е став на Дом со години наназад е дека е потребна промена на изборниот модел и тоа со една изборна единица без праг, отворени листи и 50% жени на листите. Затоа и тогаш поднесовме два предлог закони, бидејќи така е можно технички да се уреди. Едниот се однесуваше за една изборна единица, а вториот предлог закон за отворени листи и за локалните избори и 50% жени. Тоа беше консензусот што го обезбедивме и 50% жени на листите и за собрание и за локалната самоуправа. Овој закон, предлог закон што сега е на разгледување се однесува само на промена на изборниот модел со една изборна единица без праг. Додека, да подсетам, има уште еден предлог закон во собранието, поднесен на мај минатата година, кој што се однесува за воведување отворени листи за локалните избори и 50% жени на листите и за собрание и за советите. Да се вратам на овој предлог закон што се однесува за една изборна единица. Мислам дека многу е важно да се направи промена на изборниот модел, бидејќи ќе се сложам и со претходниот говорник дека ваквиот изборен законник, не само изборниот модел, туку изборниот законник ги фаворизира 4 најголеми партии и практично со ваков модел е невозможно во собранието да влезат помали политички партии, нови политички партии, независни листи и така натаму, и дека со воведување една изборна единица ќе се демократизира општеството и ќе се демократизираат партиите, бидејќи она што се случува сега со овој модел е дека една политичка партија може да освои 30-40 илјади гласови, но да не добие представник во собранието, да не освои мандат, што значи тие гласови остануваат непредставени и токму тоа е една од најголемата предност на овој изборен модел со една изборна единица, бидејќи обезбедува подобра представеност на граѓаните во собранието, односно ќе имаат можност граѓаните со различни идеологии, различни интереси да добијат свој представник директно во собранието. Зошто без праг? Бидејќи со воведување на изборен праг се отежнува влезот на малите партии, се отежнува влезот во собранието на независните кандидати и според едно истражување кое што е спроведено, и еве сакам да повикам, бидејќи навистина оваа тема предизвика интерес, и нашиот парламентарен институт спроведе истражување во 2017 со дополна од 2020 година и исто така и NDI организира истражување по однос на ова прашање и се вели дека со воведување на изборен праг се намалуваат шансите за влез на помалите политички партии во собранието и се зголемува бројот на тие така наречени изгубени гласови што ги велиме. Проценката е дека тоа се некаде околу 80.000 гласови. Истражувањето е спроведувано за праг за 3 и 5%. Мислам дека е добро сите да ги разгледаме овие истражувања, бидејќи се навистина релевантни и базирани на аргументи. И она што е за мене од посебен интерес е расположението и волјата на граѓаните, бидејќи и тоа го опфаќа истражувањето спроведено од NDI, и ќе потенцирам
неколку поенти како заклучоци од фокус групите со граѓани во ова истражување, кое што е спроведено 21 година, мислам, значи објавено март 22, вели во сите изборни единици и меѓу сите категории на граѓани владее силен негативен став и разочараност од начинот на кој пратениците ја вршат својата функција на застапување на интересите на граѓаните. Сметаат дека пратениците во собранието ги остваруваат своите лични и партиски интереси, претежно се лојални на партиските лидери и не ги остваруваат предизборните ветувања кои им ги даваат на граѓаните. Мислам дека е ова нешто за кое сите треба сериозно да се загрижиме. Ставот на испитаниците е дека се потребни промени на начинот на избор на пратеници, постои генерална поддршка за еднаквото вреднување на секој глас, оставање поголем простор за малите политички партии и воведување на една изборна единица за парламентарни избори. Најголем дел од испитаниците сметаат дека не би требало да се гледа како на проблем представувањето на помалите места и рурални средини кога територијата би се организирала во една изборна единица. Генерален став е дека би гласале за мала политичка партија, треба да им се остави повеќе простор, затоа што промените сметаат дека можат да се случат преку нив. Би биле многу повеќе спремни својот глас да го дадат за мала партија, кога би имале само една изборна единица. Доминира ставот дека мажите и жените треба да бидат еднакво застапени во собранието. Сите жени испитанички го поддржаа концептот на еднаква родова представеност во собранието. Покрај воведувањето на квоти, сметаат дека треба да се работи на подигнување на свеста на луѓето. Постои свесност за гласање за жена, меѓутоа се уште доволно граѓаните не препознаваат такви примери. Мислам дека ова се навистина значајни податоци што ги добиваме од истражувањето. Верувам дека на нив и на други ќе се реферираме и во текот на јавната дискусија. Апсолутно поддржувам да има една широка дебата во собранието, да ги слушнеме мислењата и на експертите, и на граѓанските организации, на различни политички партии и навистина да, бидејќи ова е прв пат, да речам и после толку инсистирања, да се отвори воопшто дебата во собранието. Од минатиот пат, да подсетам, пред 3 години законот веднаш беше блокиран со 3000 амандмани и воопшто не се ни отвори дискусија во собранието. Сега за прв пат, ја отвараме дискусијата во собранието, ќе има и јавна дискусија по ова прашање и очекувам навистина да конечно Македонија стане една изборна единица. Благодарам.